Добар ден од Брисел. To Brexit or not to Brexit? Или на македонски, дали Велика Британија ќе излезе од Европската Унија или не? Одговорот на ова прашање не беше најден неделава во Брисел, од проста причина што Унијата не е таа која што треба да каже дали Велика Британија ќе излезе од Европската Унија или не, туку тоа прашање ќе им биде поставено на британците на 23 јуни на референдум. Тие така ќе кажат што мислат околу таа тема. Британскиот премиер Дейвид Камерон им рече на колегите лидери: ако сакате да бидеме со вас, морате да ми дадете реформски аргументи со кои ќе треба да ги убедам британците да останат во Унијата. Тие аргументи дојдоа во форма на компромис. Финалната рунда на преговорите се одвиваше за време на доцен English dinner со телешки бифтек и спанаќ. По над 30 часа преговори потребна е енергија, па на помош беше повикано спанаќ искуството на Попај. Многу земји, како Германија и Австрија, се согласија со британското барање за намалување на социјалните придобивки за европските имигранти, од причина што и кај нив многу ги има, особено тие од Источна и Централна Европа. Потешко беше со барањето на Британија за вето врз идните промени во еврозоната за земјите кои како Велика Британија не се дел од оваа група. И тука дојде до компромис кој на сите им дозволува да кажат дека победиле. И додека треба да се чека до јуни на британскиот одговор за бегалската криза, не треба чекање, таа е одамна тука. Таа е и главното кризно и апсолутно неодложно прашање за кое Унијата неделава немаше многу време, бидејќи се занимаваше со Брексит. Така ни трага ни глас од кредибилно и трајно решение. На сите повици пред се на Ангела Меркел за заедничко европско решение и договор со Турција која треба да ги превземе бегалците, дојде одговор од Австрија, а тој беше ограничување на бројот на бегалци кои можат да побараат азил и ограничување на транзитот на бегалците кои сакаат азил во друга земја. Познато е дека тоа води во затворање на други граници и можен хаос. Во ноќта по самитот од сите политички партии во Европскиот парламент стасаа предупредувања, кои велеа дека Унијата се договори да не се договори, а тоа ќе ја одведе во имплозија. И велеа дека навистина е крајно, ама најкрајно време за решение на бегалската криза. Тоа крајно време беше договорено да се случи на 6 март. Европските лидери веројатно си рекле дека војната во Сирија и бегалците ќе почекаат до 6 март, иако и за овој датум нема никаква гаранција за решение. И додека едни сакаат да излезат од Европската Унија, други одвај чекаат да влезат. Па така, Босна неделава поднесе барање за членство во Европската Унија. Во очекување на добри солуции за сите кризи, поздрав од сивиот Брисел до сончевата Македонија.